Насловна страна на денешниот дневник. Охрид го одбележи 11 октомври, денот на народното востание. Не се отвори делницата Требеништа Охрид. Заглавено барањето за ослободување од партиципација на пациентите со механичка потпора на срце. Струшките текстилци изработуваат креации од рециклирани материјали. Поскапуваат горивата. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето умерено облачно со повремени сончеви периоди, ветровите на релативно топло за овој период од годината. Измерени максимални 21 степен Целзиусов. Умерено облачно време ќе имаме и во текот на ноќта кон вторник. Во вторник на централна, западна и источна Европа времето претежно сончево со локална облачност. Локално на Апенинскиот, Балканскиот и Пиринејскиот полуостров и на запад од Велика Британија и југ од Скандинавија услови за локални врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров во вторник времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и пониски температури. На северот Балканот зголемена облачност, но стабилно на крајниот југ на полуостровот сончево со локална облачност. Максималните дневни температури на полуостровот во интервал од 16 до 22 степени Целзиусов. Во Македонија во вторник времето умерено облачно и нестабилно. Врнежи од дожд проследени со ветер со пад на дневните температури. Услови за пообилни врнежи во северозападните, северните и североисточните делови, ќе дува и слаб југоисточен и југозападен ветер. Минималните од 7 до 15, максималните дневни температури во вторник во Македонија во опаѓање ќе бидат во интервал од 15 до 22 степени Целзиусови. Во Охрид во вторник времето умерено облачно, ќе биде нестабилно, ќе има врнежи од дожд проследени со ветер и со пад на температурите, но ќе дува и до умерен слаб југозападен ветер. Минималната температура 12, максималната дневна 19. Во Охрид во среда умерено облачно време со сончеви периоди и температура до 19 степени. Во четврток умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и максимални 19 степени, а во петок умерено облачно. Ќе има и сончеви периоди, а дневната температура ќе достигне 20 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид го одбележува 11 октомври, денот на Народното востание на Македонија. Овој датум е неизбришлив за генерациите кои доаѓаат. Символ на македонскиот непокор, порача градоначалникот Пецаков. Општина Охрид на свечена седница го одбележа 11 октомври, денот на Народното востание. Градоначалникот Кирил Пецаков пред присутните представници на Сојузот на борци од Охрид и Дебрца, представници од локалната самоуправа, советници, пратеници, упати честитки за овој голем историски ден за македонскиот народ. 11 октомври е датумот кој го насочи текот на историјата, поставувајќи ги темелите на идниот национален развој, кога се поставени темелите и се реализира вековниот сон за создавање на македонска држава. Во сите периоди Охрид бил дел од историските настани која одреди иднината на македонскиот народ, рече при тоа Пецаков. Во својот повеќедецениски слободарски од, градот доживува континуиран национален, социјален, културен и научен развој кој го продолжува неговиот сјај на културна и духовна метропола на македонскиот народ, а воопшто на словенскиот свет. И покрај сите специфики на времето во кое живееме, сложеноста на состојбите во кои се наоѓаме, градот успева да ја сочува својата одлика да биде репрезент на целата македонска историја, традиција и култура. Историчарот професор Љубиша Машановиќ, подпредседател на Сојузот на борци од Охрид и Дебрца, пред присутните подсети на пожртвуваноста и храброста на народно-слободителните борци и нивните заложби за она што го имаме денес. Сон на многу генерации кои остави аманет е да ја чуваме со крв спечалената слобода на нашата татковина, кажа Машановиќ. Порача, не смееме да дозволиме она што било создавано со векови да биде загубено за миг. Сега, кога имаме самостојна македонска држава, кога имаме долго очекуваната слобода, нашата најголема одговорност е да не дозволиме нивните жртви да станат залудни. Храброста се покажува и тогаш кога треба да се даде животот за својата татковина, но храброста се покажува и тогаш кога треба да се живее за неја. На свечената седница беше изведена културно-уметничка програма во која учество имаа ученици од охридските училишта. Утре на денот на востанието ќе биде положено свежо цвеќе пред спомен обележијата од народно-слободителната борба во градскиот парк, во дворот на Основен суд и средното училиште Свети Кирил и Методи и на градските гробишта. Поради неспособноста на владата предводена од СДСМ, сагата со изградбата на автопатот Кичево Охрид продолжува и по 8 години и не се знае кога ќе се вози по автопатот кој досега чини 684,7 милиони денари, а никаде го нема, кажа пратеничката од Охрид од редовите на ВМРО ДПМНЕ Грација Бакраческа. Таа одржа пресконференција на автопатот во изградба во близина на манастирот Свети Еразмо. Токму за денеска директорот на јавното предпријатие за државни патишта Ејуп Рустеми најави пуштање во употреба на делницата од Требеништа до Охрид во должина од 8,5 километри, но тоа не се случи. Заклучно со месец август требаше да биде готова делницата од Требеништа до Охрид, но како што може да се види, иако беше најавувано, се уште не е во функција. Од тука се гледа дека немаат ниту капацитет, ниту визија, ниту план за развој на државата. Автопатот е важен за Република Македонија со цел инфраструктурно поврзување, забрзан економски развој и развој на туризмот во регионот. Со оваа ненародна и предавничка власт има за жал човечки жртви, застој, бавна динамика, изголемени трошоци, казни и фрлени пари, само автопатот никаде го нема. Премногу е. Ова мора да има крај. Време е за одговорна влада. Барањето за ослободување од партиципација на пациентите со вградена механичка циркулаторна потпора на срце заглавено во административните лавиринти. Актуелниот министер за здравство Беким Сали вети дека ќе се заложи за решавање на проблемот во координација со Фондот за пензиско и здравствено осигурување. Со години Националното здружение Храбро срце бара
подостапни здравствени услуги за 20 на пациенти од земјава, кои се со вградена механичка циркулаторна потпора на срце. Васко Јолески, председателот на Националното здружение Храбро срце, вели дека иако усно им е кажано дека се ослободени од партиципација, сепак во пракса овие пациенти ја плаќаат партиципацијата и го запрашаа министерот за здравство Беким Сали кога ќе бидат ослободени од партиципација. Министерот кажа дека можно е барањето да е стигнато до неговиот кабинет, но не до него, и јавно се извини поради тоа. За жал, не сум ја имал можноста да добијам барање од вашето здружение кај мене. Може би до кабинет е стигнато, меѓутоа јас се извинувам јавно дека барањето не стигнало кај мене и не сум многу вклучен во вашето барање за ослободување од партиципација. Секое барање кое што од пациенти како вас, што сте во помал број и дека се соочувате со специфични, многу ретки интервенции, секако ќе биде предвидено како едно од барањето што ќе се пренесе во Фондот за здравствено осигурување. Што се однесува до финансискиот дел, Министерството за здравство нема некоја голема улога. Тој дел е во надлежност на Фондот за здравствено осигурување, објасни Сали. Секој ослободување може да се иницира од министерот, посочи тој, меѓутоа во делот на финансии треба да се искоординираме со фондот и не би требало да има пречки и проблеми, кажа Сали. Министерот објасни дека ќе се направат напори доколку се потребни хируршки интервенции кои кај овие пациенти се посложени во нашава земја со Универзитетската клиника за кардиохирургија од Скопје. Во делот на кардиохируршките услуги ќе треба да се искоординираме со директорот на кардиохирургија, јавната установа, така да останува накнадно да се искоординираме за сите овие барања што ги имате конкретно да ги решиме некако. Трошоците за ликување на пациентите со механичка потпора на срце се превисоки, а поголемиот дел од пациентите поради болеста се спречени редовно да одат на работа. Месечно овие пациенти трошат најмалку 12.000 денари за редовни прегледи и дополнително за неопходни тестови. Струшките текстилци изработуваат модни креации од стара неупотреблива облека. Целта на проектот, поддржан од УСАИД, е учениците преку практична настава да бидат подготвени за пазарот на трудот. Моделите на словени рециклирана убавина ќе бидат представени на модни ревии низ целата држава. Учениците од текстилниот смер на Струшкото Никој Нестор изработуваат модни креации од стара облека. Стари неупотребливи парчиња, текстил, хартија и предмети се материјалите од кои креираат нови модели. Целта на проектот, поддржан од УСАИД, е преку практична настава учениците да бидат подготвени за пазарот на трудот. Тие се стекнуваат со вештини за целокупниот процес, од идеја до готов производ. Конструираат, кројат, моделираат и шијат. 15 модели кои што ги работевме заедно со голема љубов и трпение. Еден од моделите беше старо сако, за кој што скроевме 640 круга од хартија, потоа еден по еден ги шиевме на сакото. Покрај стара облека во мојот модел исто така се употребува и стари предмети, како и стари искршени цедиња кои успеав да ги вметнам во фустанот во форма на срце и исто така направив венче од пластични сламки. Во текот на практичната настава учениците учат и плетење и везење, вредните ракотворби кои денес се во изумирање. Плетењето го научив повеќе тука, нешто дома, така. Да, почетокот беше малце тешко, но кога го усовршив беше лесно. Имавме и торбичка која беше направена од материјалот што остануваше во изработката на пердувите. Меѓутоа имавме и изработка на накид кој беше изработан од мунистра. Во изработката на модели од отпадоци беа вклучени ученици од македонска и албанска настава, но и ученици со посебни потреби. Моделите на словени рециклирана убавина ќе бидат представени на модни ревии низ државата. Поскапуваат горивата. Малопродажните цени на нафтените деривати согласно со методологијата за формирање на цените се зголемуваат во просек за 2,43%. Бензинот Еуро Супер БС95 и екстра лесното масло за домаќинство оноќеска на полнок поскапуваат за 2,5 денари по литар.
Евросупер БС 98 за 2 денари, а за 3 денари поскапува Евродизел, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на Евросупер БС 95 изнесува 89 денари за литар, а на Евросупер БС 98 изнесува 91 денар. Литар екстра лесно масло за домаќинство ќе се продава за 97 денари, а 100,5 денари за литар достигна цената на Евродизел. Се зголемува и цената на мазутот за 0,668 денари и ќе изнесува 51,920 денари за килограм. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Русија испукала 83 проектили на Украина, погодени се 11 инфраструктурни објекти во 8 региони, вклучително и Киев, пренесуваат странските новински агенции. Загинале најмалку 8 лица, а 24 се повредени, изјавил советникот на Украинското министерство за внатрешни работи. Разурнати се цивилни цели и клучни инфраструктурни објекти во центарот на Киев, што го опфаќа историскиот стар град, како и неколку владени канцеларии, изјавил градоначалникот Виталий Кличко. Масовниот напад со балистички ракети одмазда за експлозијата на мостот во Керчкиот теснец, за која не се знае кој ја извршил. Рускиот председател Владимир Путин експлозијата на огромниот мост што ја поврзува Русија со нејзината анектирана територија на Крим ја нарече терористички чин организиран од украинските специјални служби. Генералното собрание на Обединетите нации ќе расправа за руската анексија на украинските територии. Во нацрт резолуцијата се осудува обидот за нелегална анексија на Русија на украинските региони Донецк, Луганск, Запорожје и Керсон по така наречените референдуми и се нагласува дека тие процедури не се валидни според меѓународното право. Одлуката ова прашање да се донесе пред Генералното собрание, каде што 193 членки на Обединетите нации имаат по еден глас, а ниту една нема право на вето, беше донесена откако Русија на 30 септември го искористи правото на вето за расправа по прашањето на состанокот на Советот за безбедност. Русија како одговор на нацрт резолуцијата испратила писмо до сите земји членки на Обединетите нации во кое ги напаѓа западните делегации чии активности немаат никаква врска со заштитата на меѓународното право и принципите на повелбата на Обединетите нации. Најмалку 25 лица загинале, а 52 се водат како исчезнати откако коритата на 5 мали реки во централна Венецуела се поплавиле поради обилните дождови, предизвикувајќи лизгање на земјиштето, соопштиле тамошните власти. Улиците на градот Техеријас се полни со кал, камења и заплеткани гранки од дрвја. Подпредседателката Родригес изјавила дека приоритет е да се лоцираат луѓето кои што се уште се заробени под калта и камењата низ градот, додека војската и спасувачкиот персонал ги пребаруваат бреговите на реките за да пронедат преживеани. Председателот на Венецуела Николас Мадуро прогласил 3-дневна жалост. Најмалку 76 лица загинале при превртувањето на брод во Нигерија. Бродот, на кој според првичните информации имало 85 патници и членови на екипажот, се превртел набрегу откако испловил, како последица на надојдените води на реката Нигер од поплавите што ја зафатија југоисточната сојузна држава Анамбра. Пловилото било локално произведено и имало капацитет да превезе повеќе од 100 луѓе. Причината за несреќата најверојатно била откажувањето на моторот, пошто бродот бил превртен од брановите. Поради уништувањето на главниот пат кој ги поврзувал 8 заедници со остатокот од областа, поради поплавите, некои жители морале да патуваат со брод за да стигнат до одредената дестинација. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Довидување.